првично да кажеме за никотин, значи е распространет затоа што да кажем кај маливе без проблем и во продавниците без проблем е достапно, значи секое дете да кажеме да отиде во продавници да земе цигари. Значи ако пишува над 18+, значи без проблем е достапно. Сега, значи за наркотици конкретно, мислам дека исто така, значи доста застапено, посебно популација од 15 до 24 години. Трибини за зависности, меѓутоа нормално, првично мислам дека треба да почнеме со едукација од родителиве. Прво родителиве да бидат запознаени уствари за последиците од користење на зависностите а после тоа значи и целото општество значи да биде ангажирано во таа борба против зависности. Прво влие на мозочните функции, да кажем и врз самата меморија и врз самата концентрација, меѓутоа нормално како најзафатен орган значи од користење на никотинот се бели дробови, значи децава се склони кон хроничен бронхит, значи после да кажеме, меѓутоа со тек на користење и може да дојде карцином на бели дробови. Па нормално, прво ќе се криет. Значи прво самиот мирис на облеката, значи може да се намириса никотинот, меѓутоа ќе видат дека обично се криет, може да одат на тераса или не знам надвор со другариве. После тоа може, значи, рековме интензивно кашлица, значи да се појави како резултат на користење на никотин, значи почести, да кажем, паѓање на имунитет, почести заболувања, така да инфекции, значи на бели дробови. Зависи количината. Значи посебно алкохолот и значи зависи која е количина. Сега може да кажеме ако он конзумира еднаш месечно, нема да стане зависник, туку така, меѓутоа ако конзумира секој ден, значи таа зависност може и за година дена да настане. Збориме за алкохол. А сега за никотинот исто, обично над година дена, значи константно користење веќе може значи да настане зависност. Пошто прво нормално сите супстанции што прават зависност, значи прават и физичка и психичка зависност. Статистички да кажеме податоци укажуваат дека и пасивниве подеднакво значи ги имаат исто, страдат, значи подеднакво ги имаат истите симптоми као и активните пушачи. Насокиве нормално. Прво значи зависи од самата личност, карактерот на самата личност, промена на самото размислување, а друго да кажеме ако не може значи самиот личност, тогаш им постои психолошка поддршка. Кажеме значи има психотерапеути во кои што ствари доста помагаат посебно значи за зависности. Посебно да кажем и за Куманово, да кажеме уназад, мислам дека важи град што посебно за наркотици важи град каде што процентуално имаме доста застапеност значи на зависностите. Ја мислам дека младите се запознаени, меѓутоа знаете кога исто и родителот збори дома, ама кога излегува од врата веќе тука значи околинава, друштво, седо тоа посебно да кажеме медиумиве, значи или социјални мрежи, значи Facebook, Instagram, значи веќе прават обратен значи смер на работиве и значи сакам да кажам дека тоа е многу битно да кажеме социјалните мрежи, Инстаграм во исто така во превенција на самите зависности. Посебно оваа година гледам дека пошто пред некое време бев на симпозиум, значи млади лекари имаше и точка посебно осврт имаше на никотинот, значи и неговото влијание и доатно да кажеме што е составен никотинот, на кој начин значи да кажеме го штетува самиот организам. Еден период нели беше забрането во кафичеве, значи сега поново е вратено, според мене треба стварно да биде забрането на јавни значи места. А сега ќе видиме кај нас како ќе биде. Мада од оваа година гледам дека има некоја кампања. Гледам и по Скопје, значи по автобусеви има реклами, значи за против пушењево, така да ќе видиме, значи се спроведува до оваа година гледам. Сега отвараме и училишни клубови, па гледаме повеќе да ги ангажираме или учениците од самите училишни клубови, така да почесто организираме вакви трибини не само на тема за зависности, туку и за борба против трговија со луѓе, за ХИВ, СИДА и за други теми доколку тоа е неопходно, нели. Свесни се до некаде, се уште треба да се информираат, нели. Многу информации се
или пак неточни, или пак се лесно достапни за нив и може да се случи некоја дилема, да погрешат, да не добијат коректна информација и да се случи некоја грешка. Мислам дека има влијание едукацијата на врсниците, но исто така мислам дека тука влијае и некако, не знам, може би звучи смешно, но поскапување на самите цигари, така да сето тоа си има свое влијание.